Благодарам. Почитувана колешке, на самиот почеток од вашата дискусија рековте дека ребалансот на буџетот се врши заради реалокација на средства од една програма во друга, односно заради подобрување на животот на граѓаните во Република Македонија. И сакам да ве прашам како тоа ќе се подобри животот на граѓаните ако од едно место се зема или од едно купче се земаат пари за да се стават во друго купче, дали граѓаните ќе живеат подобро ако им се одзема дел од средствата, еве на пример, скратени се средствата најмногу во Министерството за транспорт и врски, па од тие причини сега многу општини нема да имаат канализација, водовод, нема да има средства за одводни канали, за атмосферска вода и така натаму. Дали тие граѓани сега ќе живеат со ребалансот и со кратењето на парите подобро ако не се направат нели овие проекти? Понатаму, второ министерство од каде што најмногу се кратат средства после Министерството за транспорт и врски е Министерството за образование. Па сега, бидејќи се кратат средствата, ќе нема изградба на нови училишта, во основното образование, ќе нема изградба и подобрување на инфраструктурата и во средното образование, се кратат пари за изградба на студентски домови, подобрување на стандардот на студентите, се кратат пари од наука и така натаму. Што мислите, дали во овој случај сега граѓаните поубаво ќе живеат кога ќе работат или децата ќе учат во стари и лоши училишта или обратно? Бидејќи викате со ребалансот животот на граѓаните ќе се подобри и со реалокација на средствата. Друго што сакам да кажам е дека голем дел од средствата се кратат и во капиталните дотации до единиците на локалната самоуправа. Значи, ако минатата година со ребалансот се даваше средства на локалните самоуправи за подмирување на долговите, оваа година сега па се кратат по различен основ, односно дотациите до единиците на локалните самоуправи, и тоа во висина од околу 100 милиони денари. Поарно ќе му биде на општините сега со тоа што ќе бидат фокуси за овие средства и се реалоцираат парите од овде, а се насочуваат во, например, во обвинителство. Значи, сега со ребалансот се предвидени дополнително нови 200 милиони денари за обвинителство. А видовме обвинителството, поготово специјалното, колку пари ги насочивме таму и што стана со тоа специјално јавно обвинителство.